Почитувани, добар ден. Зоран Заев паѓа. По оставката на Зоран Заев на 3 јануари, никогаш повеќе нема да дозволиме да ни се случи ваков арамилук, криминал, корупција и неправда на државата, на македонскиот народ и сите граѓани на Република Македонија. Зоран Заев заминува во историјата, а со него заминуваат и сите криминогени навики на Заеви, на Шеќеринска, Андјушев, Спасовски, Кирацовски, Ременски и останатите. Зоран Заев е човекот кој ја оплјачка Република Македонија, кој безмилосно ги лажеше граѓаните. Никој повеќе не му верува и затоа тоне дури на сопствените анкети што ги прави. Во очите на Зоран Заев му се гледа дека е дојден крајот на неговата неславна политичка кариера. Му се гледа стравот и очајот во кој тоне. Преку своите лаги успеа на момент да ги придобие симпатиите на јавноста, но тоа е веќе далечно минато. Зоран Заев е најнепопуларниот политичар помеѓу граѓаните. Сега веќе нема со што повеќе да ве лаже. На 12 април ВМРО ДПМН и коалицијата, заедно со граѓаните, ќе го зададат последниот удар на криминално-рекетарската банда на власт на Зоран Заев и веднаш потоа ќе отпочнеме со обнова на Македонија. Не чека сите заедно многу работа и многу посветеност, за да реализираме визијата од програмата Обнова на Македонија, за да си ја вратиме државата на вистински колосек и да го постигнеме сето она што е изгубено изминатиот период додека СДСМ е на власт. Имаме тим од стручни, честни и посветени луѓе. Имаме визија, програма и план за обнова на Македонија и веруваме дека сите заедно ќе го реализираме сето тоа. Република Македонија ќе ја направиме економски силна држава. Правната држава мора да завладее и секој што согрешил пред законот и направил криминал да одговара за истиот. Не смее криминалот да помине неказнето или да владеат двојните аршини. Остануваме посветени на ЕУ интеграциите, бидејќи тоа е единствениот пат на Република Македонија. Мораме да ставиме крај на криминалот, корупцијата, скандалите, аферите и се останато што е против европските вредности за кои се залагаме. Граѓаните на Република Македонија не го заслужија ова зло што СДСМ им го нанесе. Крајот на Заев и СДСМ има датум. Тоа се 3 јануари и 12 април. Граѓаните не се плашат и граѓаните заедно со ВМРО ДПМН и коалицијата ќе ги отпишат Зоран Заев и СДСМ од политичкиот живот. Ви благодарам. Прашање? Изгледа, зборувате коалицијата, значи ќе одите со коалицијата на избори, како ќе изгледа коалицијата? Ќе има нови партии, некои ќе можеби ќе недостигаат од последните избори, очекувате нови да ви се приклучат, граѓански иницијативи, како планирате да настапите изборите? Коалицијата е важен дел од политичкото делување на ВМРО ДПМН во целиот овој изминат период и додека сме во опозиција. Можам да најавам дека во текот на денешниот ден ќе имаме средба со нашите коалициони партнери и покасно денеска ќе следи една изјава како заклучок од тој состанок. Дали некој ќе се придружи, кој ќе биде тој, како ќе изгледа на крај коалицијата за обнова на Македонија, да почекаме, благовремено ќе бидете известени. Дали јануари е близко, имате ли некои изфилтрирани кои ќе бидат министри во новото техничко влада? Го одговоривме вчера ова прашање, тоа е да повториме. Овде не станува збор за персонални решенија, овде не станува збор за гола битка за власт, овде станува збор за принципи и за она што е најдобро за државата и граѓаните. Нашата цел беше да се избориме, а во тоа успеавме, да добиеме избори кои што ќе бидат спроведени од страна на техничка влада, онака како што е пропишано со законот. Имаме повеќе од 2 месеци до 3 јануари да почекаме, ќе бидете секако информирани како ќе следува. Точно, и ќе предложиме. Дали вече вака зборувате за ова? Молам? Дали вече вака зборувате за ова? Значи, ќе имаме состанок на коалицијата, мислам дека е прерано да се разговара за било како кадрови решенија. Какви ви се односите со албанските партии и дали очекувате дека ќе имате коалиција
коалиција со некоја албанска партија или може да се случи како минатите избори да не постигнете договор за коалиција? Видете, сите можности се отворени. Исто така многу пати кажано до сега, секој оној, без разлика дали е албанска партија, односно партија од било која од останатите етнички заедници, кои што ќе ги прифатат нашите принципиални ставови, нашата посветеност и работа, се добре дојдени да ни се придружат во победничката борба против СДСМ и ЗАЕФ. Ако ми дозволите уште едно прашање. Повелете. Клинички центар, дали ако вие како партија доаѓате на власт, дали ќе се гради, дали ако да во иста локација и со иста сума 500 милиони евро? И нова прашање, веќе неколку пати го имам искажано нашиот став. Она што можам да го повторам е дека она што го гледаме во целиот овој период во однос на клиничкиот центар и те како фрла сомнеш за огромен криминал, во кој што може би директно се поврзани и самиот ЗАЕФ и секако Филипче. Сите, како што напоменав и пред малце, кои што се огрешиле пред законот и сите кои што ќе направат кривично дело, ви гарантирам дека ќе сносат одговорност за тоа. Да не забораваме дека една од најголемите причини за повлекувањето на Тевдовски беше точно и клиничкиот центар. Така да видиме како ќе се развиваат настаните, така и ние ќе делуваме. Благодарам. Вчера на лидерската средба разговарате и за како контрадекларација на онаа што ја донесе Бугарија. Да. Што кажа другите политички партии? Дали ќе има ваков предлог од вашата пратеничка група до собрание и каков фидбек има? Да, како што соопштивме вчера по завршувањето на лидерската средба, една од темите на кои што претседателот Мицковски инсистираше, односно го покрена како прашање се разговара на лидерската средба, а е во делокруг на ингеренциите на претседателот на државата, беше и реакција на декларацијата која што се донесе во бугарскиот парламент, а се однесуваше на позициите односно на нивниот став во однос на преговорите кои што го задираат прашањето на македонското малцинство во Бугарија, македонскиот јазик и така наречената заедничка историја. И во однос на она што го видовме, во однос на сите реакции кои што беше донесена оваа декларација, сметаме дека е неминовно од наша страна, од страна на Република Македонија, да има реакција на таквата декларација, на што буквално сите, вклучувајќи ги го и Пендаровски и Заев, се согласија дека е потребна итна реакција. Ќе видиме во следните денови како ќе се движи целата оваа работа. Нормално дека ако доколку не превземат иницијатива, ВМРО секако дека ќе го направите. Се согласија на таква реакција преку парламентот да има декларација? Значи се согласивме дека треба да има реакција. Дали тоа ќе биде низ парламентот или ќе биде на некој друг начин, ќе видиме во следните денови, како што кажав.